Неделно издание на Дневникот на Канал Плюс. Добро вечер. Погледнете кој настане го одбележа овој ден на истокот. Денес, 21 јуни, е Светски ден на јогата, важна техника за ослободување од стресот и подобрување на здравјето. Од утре започнуваат уписите за идните средношколци. Основците ќе бираат помеѓу општинските и стручните средни училишта. Вториот том од зборникот на политичките затвореници 1945-1990 доживеа своја промоција во Виница, а потсетува за едно време кое треба да биде осудено. Како што најавивме, денес, 21 јуни, е меѓународен ден на јогата. Илјадници луѓе низ цел свет ќе вежбаат јога и техники за намалување на стресот, а Јога Сојузот на Македонија преку едукативно предавање кој ќе се одржи во Охрид ќе го одбележат овој ден. Денеска 21 јуни е меѓународен ден на јогата, ден кој започна да се одбележува минатата година по одлука на индискиот премиер Нерендра Моди. Овој настан во истиот термин ќе се одбележи насекаде во светот. Илјадници луѓе низ цел свет ќе вежбаат јога и техники за намалување на стресот, а Јога Сојузот на Македонија преку едукативно предавање кој ќе се одржи во Охрид ќе го одбележат овој ден. Од 19 до 21 во Охрид организира меѓународен 38 меѓународен семинар под водство на јога учителот Павлос Хасанагас, а темата е потребата и потрагата по спиритуалноста. Значи, ептен се поклопува, така да кажем, Светскиот ден на јогата и она што го работиме како Јога Сојуз на Македонија. Иако да напоменаме на работа, Светскиот ден од лани започна да се празнува, така да кажем, и убаво е тоа да во светски рамки луѓето се информира за позитивните ефекти од јогата, како влијае таа. Јога Сојузот на Македонија веќе 30 години организира недела на јогата и заедно со јога друштвото од Штип одржуваат дебатни форуми за кои јога професорот Томе Биновски вели дека веќе во Штип е создадена култура за вежбање јога. Мислам дека во Штип, да кажеме, веќе е создадена една култура за јога. Значи, целта ние како Јога Сојуз и како Јога друштво Штип локално тука да развиеме свесноста за јога културата, која е неопходност на современото живење. Они што дошле го знаат тоа, а меѓутоа го зборуваме за луѓето кои не се практикувале јога. Значи, убаво е да дојдат да практикуваат на часовите по јога, значи кои ги водат, да речеме, специализирани наставници за тие теми. И тоа има секако позитивни ефекти кај луѓето. Вежбањето јога допринесува во подобрување на мозочните функции, намалување на стресот, зголемена флексибилност и концентрација. Јога е измореден одговор на денесниот стресен живот. Значи го надминува стресот, помага за ускладување на крвниот притисок. Зборува она што е на луѓето им е појасно, да кажеме, на што практично им помага за некој работ. Значи една смиреност, големена концентрација, исправеност на работот, јога спречува деформитети, посебно кај младите луѓе кои се, да речеме, од детска возраст ако се почне, значи тоа е нешто изворедна платформа. За јогата може да се каже дека е една поливалентна дисциплина и е погодна за сите луѓе без оглед на возраста и моменталната психофизичка кондиција. Во Виница деновиве беше промовиран вториот том од зборникот на политичките затвореници 1945-1990. Зборникот на политичките затвореници е потсетник за едно време кое треба да биде осудено. На 4000 страни се опфатени и обработени судски пресуди и фотографии, но и разни други документи од научна вредност. Зборникот на политичките затвореници е потсетник за едно време кое треба да биде осудено. Според промоторот, целта на ова дело е да даде придонес во градење свесност кај јавноста за злосторствата и масовните кршења на човековите права кои се случиле во поранешна Југославија, а посебно во Социјалистичка република Македонија. Во овие зборници пред мене се сведоштва на човечки страдања. Позади овие листови се животни приказни на луѓе кои постоеле. Андон, Крун, Савле, Љупчо, Фетин, Димчи, Драги, Благојат, Коце, Александар, Пенчо, Ранко,
Pano, Nikola, Canje, Angel, Božana, Pece i mnogo drugi човечки судбини со кои некој си поиграл во името на народот и догматското следење на идеологијата на комунизмот. Првиот зборник е издаден во 2007 година, но на барање и предлози на голем број политички затвореници и нивните наследници по долгогодишно и макатрупно собирање, во ноември 2012 е промовиран и вториот том. Но Сдруженијето не застанува тука. Таа проблематика ќе продолжи да ја абсорбира и промовира и понатаму, се разбира во соработка со внуци и правнуци или роднини на политичките затвореници. Промоцијата во Виница се реализираше со поддршка на градоначалникот Дончев и Советот, а 50 издања од вториот том стојат на располагање во Општинската архива и во Градската библиотека. Во овие вести внимание посветуваме на образованието и учениците. Утре и во вторник се уписите за идните средношколци. Понатамошното задолжително образование ќе го продолжат во општинските и средните училишта. Средните училишта на истокот располагаат со 3128 слободни места. Од утре идните средношколци може да се пријавуваат за упис во средните училишта. При пријавувањето, учениците треба да поднесат оригинални свидетелства од 6 до 9 оделение, извод од матичната книга на родените и пријава за запишување која е бесплатна, а истата ученикот ја подигнува од училиштето во кое сака да се запише. Средните училишта на истокот располагаат со вкупно 3128 слободни места, од кои само во Штип може да се запишат 1054 полуматуранти, во Кочани 680, Проби Штип и Делчево 272, Виница 340, Берово 306 и Македонска Каменица 204 полуматуранти. Целиот персонал, раководството на гимназијата веќе се подготвува за упис на нови ученици. Значи, еве сега ги испраќаме матурантите и подготвени сме на 22-23 да ги пречекаме деветооделенците. Ги поканувам да се запишат во гимназијата и да бидат дел од големото семејство на гимназијалци. Во делот на музичар изведувач, кој што е поинтересен, веќе видот и бројот на инструменти е многу зголемен, односно инструменти кои што никогаш ги немале, со тоа веќе ни е оркестарот комплетен. Така во последните години многу интересни се ударните инструменти, за да претходните години гитарата беше како еден од така поинтересните инструменти. Застапен е фаготот, застапена е обоата, неколку години наназад застапен е и тромбонот. Така да покрај стандардните овие инструменти, значи сепак имаме и новини за кои што има голем интерес. Ние очекуваме ова година приличен број на ученици, бидејќи правиме презентации по основните училишта во градот и надвор од градот од Штип. Имаме многу убави смерови, тоа се конфекцијски и компјутерски оператор, 4-годишно образование, конфекцијски техничар, техничар за обувки, техничар за конфекција и 3-годишно образование реформирано за прв пат беше лани, меѓутоа немавме ученици. Оваа година ми се чини дека сите 5 прелеки ќе бидат исполнети. Условите за запишување на учениците се да имаат завршено основно образование и да не се постари од 17 години. Критериуми за избор на учениците се среден успех на ученикот од 6 до 9 оделение, дипломи од освоени места од меѓународни и републички надпревари и средна вредност од поени добиени за поведение. Пријавувањето и запишувањето на учениците се врши во два уписни рока – јунски и августовски, со 2 пријавувања во јунскиот и 1 пријавување во августовскиот рок. Првото пријавување и запишување на учениците во јунскиот уписен рок ќе се реализира утре и задутре, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 24 јуни. Второто пријавување од јунскиот уписен рок ќе се врши на 29 и 30 јуни, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 1 јули. Пријавувањето и запишувањето на учениците во августовскиот рок ќе се реализира на 24 август, а резултатите ќе бидат објавени на 25 август. Во Средното општинско училиште Ѓошо Викентиев од Кочани има 408 слободни места распоредени по струки. Во нашето училиште има место за сите ученици и оние кои биле скрос одлични од 6 до 9 оделение и ги исполнуваат критериумите да имат вкупно 60 бода, па до оние ученици кои помалку се учило во текот на нивното основно образование и повеќе се склони кон вешти, значи имаме профили со 3-годишно занимање каде што се бара минимум или 30 бода. Ги повикувам, значи сите ученици претходно да си ги пресметат бодовите. Во сите основни училишта се поделени флаери од нашето училиште, каде точно е дефинирано на кој начин се пресметат бодовите.
со цел да не ни се случува како минатата година, кога ученици кои не ги исполнуват критериумот, упорно се запишува профили каде што не ги исполнуват. А и уписите за најмладите се во тек. Детската градинка Бамби од Македонска Каменица подготвена е за прием на нови дечиња. Оваа јавна установа располага со капацитет за прием на 160 дечиња. Детската градинка Бамби од Македонска Каменица е подготвена за прием на нови дечиња. Во тек се уписите за дечињата родени 2010 година за предучилишно воспитување, изјави директорката Весна Јованова. Во тек се уписите во нашата градинка Бамби за дечињата родени 2010 година, па очекуваме околу 75 дечиња родени оваа година, 2010, да бидат запишани во големите групи пред поаѓање во училиште. Во нашата градинка работиме по стандардите на ран детски развој од Министерството за труд и социјална политика. Исто така и сите проекти што не ги препорачува Министерството ги реализираме. Сега во мај ги завршивме проектот Градот низ детските очи и проектот за Бонтон. Еве од септември имаме најава за нов проект. Тој ќе биде за традиционални игри за дечиња во градинка пред поаѓање во училиште. Во моментов речиси сите градинки од источниот дел на државата имаат листа на чекање, но овој проблем за детската градинка Бамби е надминат. Да, досега немаме листа на чекање, значи сите дечиња што ни подале пријава, поднеле се примени во градинката. Немаме листа на чекање и капацитетот не околу 160 дечиња. Исто така во тек е периодот за дезинфекција на внатрешното уредување во градинката, како и обнова и реконструкција на покривот, се со цел за топол и пријатен дом на најмалите дечиња. Кога сме веќе кај образованието, со епитетот ученик на генерацијата со право се здоби најдобриот математичар од Делчево од Општинското основно училиште Свети Климент Охридски. Како ученик освои бронзен медал на државниот надпревар по математика, ученичката Кристина Петровиќ се здоби со право да се школува во престижната гимназија Јахја Кемал во Скопје. Најдобриот математичар од регионот инаку ученик во Општинското основно училиште Свети Климент Охридски и официјално се прости од училишните клупи. Ученичката Кристина Петровиќ, како потврда за постигнатите резултати, заслужено го понесе епитетот ученик на генерацијата. За неа овој успех значеше и отворен пат за продолжување на средното образование во престижната гимназија Јахја Кемал во Скопје. Моите највредни награди се државните награди, каде во 7 деление освоив 3-та награда на државно ниво, во 8 деление освоив 1-ва награда и сега во 9-то одделение исто така освоив 1-ва награда, значи тоа е математика, а исто така физика минатата година освоив пофалница и оваа година освоив 2-ра награда. Значи јас бев на приемен испит за гимназијата Јахја Кемал, каде се стекнав со 100% стипендија и сега моето образование, значи средно, го продолжувам во гимназијата Јахја Кемал во Скопје. Наставничкиот колегиум начело со директорката Валентина Михаиловска се повеќе од задоволни што ученичката Кристина Петровиќ во текот на изминатите години беше најголемиот промотор на Делчевското основно училиште. Тие честитајќи го успехот и посакаа многу подобри резултати во средното образование. Нашата комисија за оценување на првенец на генерацијата едногласно се согласи дека првенец на генерацијата во нашето училиште ќе биде Кристина Петровиќ. Нејзина најголема пасија или нејзин најумилени предмети се математика и физика, па така во овој случај ќе видите дека математика и физика се најважните дипломи кои што таа ги добила на државен надпревар. Има учествувано на надпревари по англиски, има учествувано на меѓународниот надпревар по Кенгор, на Олимпијада по математика. Покрај сите постигнати успеси во ово училиште, целиот наставнички колегиум заедно со мене и посакуваме успех во незиното понатамошно образование. Инаку освен Кристина, од училишните клупи на Општинското основно училиште Свети Климент Охридски од Делчево се простија вкупно 85 полуматуранти. Најголем дел од нив средното образование ќе го продолжат во родното Делчево. Слободан Бачовски е еден од ретките копаничари во Малешевијата кој екзистира од копаничарството. Со копаничарство се занимава веќе 6 години, а освен на локалниот и регионалниот пазар има продадено резби надвор од Македонија.
52 годишниот беровчанец Слободан Бачовски веќе 6 години живее од резбарство. Љубовта кон копаничарството ја наследил од покојниот учител Голуб Чамовски и тој се од летото во своите вредни раце овие години изработува икони, разни предмети инспирирани од малешевијата, но изработува и мебел, витрини и столови од ореово дрво. Копаничарството го работам 6 години. Како учител што го наследив копаничарството што почнав да го работам е покојниот Голуб Чамовски. Од него го наследив тоа и почнав да работам, а за секој копаничарство си треба љубов. Да кod секоја работа, при секоја работа што треба љубов, треба и кај копаничарството. Ако знаеш да ја работиш, ако имаш љубов према работата, ќе го работиш тој занаат, ако не. И копаничарството се учи само со гледање, али кој има интерес, треба да гледа и се усовршува тоа. И никој од копаничарите не може да каже, еве јас го научив занаетот 100%. Занаетот не се учи 100%. Се додека е жив човек, се учи. Домот на овој беровчанец е и музеј од длабокорези и импозантни дела. Досега копаничарот Слободан вели дека има продадено околу 90 на своји резби и тоа најмногу на свој терен, но во последно време пазарот го проширува и во соседна Република Бугарија. До сега јас имам продадено 90 резби. За овие 6 години што работам, 90 резби. Најпоследна сега ја продадов во Бугарија. Еден човек во селото Струмјани. Таму ја продадов Вознесение Христово, али голема резба беше, 1,30 на 70. Секоја резба си има своја цена. Од мали па се до поголеми и најголеми. Зависи, пример, тајната вечера од 1000 евра. 800 евра, 700, зависи по големината на иконата што се изработува. Исто така и иконостаси може да се изработуваат се. Тоа е не само физички, него повише психички замор за резбањето. Се гледа, ако се усетиш дека си превише преморен, треба да престанеш. И после од 2-3 сата повторно да се убациш, али зависи. Еве, например, тајната вечера, да речеме, до 1-2 месеца, 3 може да се направи. Посебно, овој виртуоз е задоволен од фактот што за овој занает се уште се интересираат и младите. Имам еден нук, Андреј се вика, малце поработува. Мислам дека ако има љубов и ако сака, може да ја наследи. Копаничарството да го наследи. Тоа се зависи како љубов ќе имам и дали може да работи. Тоа се изработува највеќе рачно со глед. Со еден копан да кажеме и со едно глед. Секоја икона можем, например, со 1 до 2 глета да се направи. Добар резбач, ако работи од 1 до 2 глета, ќе ја направи. Инаку Слободан Бачовски е еден од стотината копаничари во Македонија, а малкуте во Малешевијата кои успешно го продолжуваат копаничарството, промовирајќи ја македонската духовна култура на овој народ преку своите резби. Стрижењето на овците сточарите го прават поради две причини: да ја соберат волната и да им го олеснат престојот на пасиштата на овците во летните горештини. Бележиме пример на стриг во село во Карбинци. Секоја пролет одгледувачите на овци прават стриг на овците поради две причини: да ја соберат волната и да им го олеснат престојот на пасиштата кога температурите на воздухот ќе станат неподносливи. Оваа операција е посебно значајна и кон неа сточарите се однесуваат со посебно внимание и ритуал. И секоја година мора ова да се заврши? Да, секоја година во ова време, може и порано, зависи до времето. Колку луѓе учествуваат ова? Па зависи, према овце колку имаше, да речем, ако се повеќе луѓе, иначе 3-4-5 души зависи. Кога обично започнува стрикот? Па мај там 20 мај може да почне да се стрижи, но зависи до времето. За колку време една овце може да се суши? Па за 5 минути. Колку килограми волна излегува? Па што до 2 кила, може излезе кило и по 2. Потоа пласман има ли за волна? Има, ја откупуваат одма. Стрижењето започнува наутро и по правило се завршува истиот ден. За таа цел на помош се викаат роднините и пријателите кои имаат искуство со стрижењето. Според некои непишани норми, еден работник дневно може да остриже од 40 до 50 овци. Дека татко ми беше жив, чувам околу 100 грла. Има. Да. Малку е специфична оваа работа, треба да се внимава. Треба, да не се пресече. Стандардно со овие макази, со овие ножички, така? Со овие се работам од времето кога ние чуваме овци.
Каква е постапката, се врзуваат нозите? Па се врзуваат, некои не ги врзуваат, али по-вака да не бега. Некои може и не ги врзуваат. Така навикнати, ја врзувам ги. По обичај, после добро завршената работа, следува ручек со неизбежното јагнешко. Што ме завршиме работа? Острижеме, измиеме ножици, измиеме у вода, избришеме цаком паком, тоа е домакински. Улики треба и за другата година. После седнеме, кафе, ракивче, пиво, вино, мезе, джигерченца, салатички. Задолжително јагнесе коли. Обе тоа е како слава на стоката. Порано овчарите има проблем со волната. Во последно време има организиран откупи за неа. Велат дека од незината продажба барем ќе ги покријат трошоците за работниците кои ќе го обават стрижењето. Пробиштипјани наскоро ќе добијат 2 нови тениски игралишта. Ова ќе представува вистинска спортска комплекс организација во кој граѓаните, а пред се младите ќе го развиваат спортскиот дух. Наскоро ќе бидат пуштени 2 тениски терени во Пробиштип, кои се во завршна фаза од изградбата. Терените се дел од проектот на Агенцијата за млади и спорт. Со изградба на игралиштата во Пробиштип ќе се дооформува спортско-рекреативниот центар. Во најбрз можен рок, односно во следниве неколку дена, ќе се завршат сите овие постапки. Ние како општина ја уредуваме околината околу тениското игралиште. Тоа е инвестиција од околу 1 милион денари од средства обезбедени од страна на општина Пробиштип, односно од буџетот на општина Пробиштип. Се работи за пристапни патеки, хортикултурно уредување, како и изградба на трибини на овој прекрасен спортски терен. Најчести корисници на повеќенаменското игралиште во Пробиштип се младите, а за децата постои детско забавно игралиште. Со изградба на тениските, Пробиштипјани ќе имаат терен и за овој спорт. Ова е прво поголемо игралиште од ваков тип во овој дел на градот, со што ќе им се обезбеди можност на многу млади да спортуваат и ќе представува вистински спортски комплекс во кој граѓаните, а пред се младите ќе можат интензивно да го развиваат спортскиот дух и адекватно да го надградуваат својот спортски талент. Во Албанија денеска се одржуваат локални избори, прв пат според новата територијална поделба на земјата која ја сочинуваат 61 локални единици. Македонската партија во Албанија на овие избори има еден кандидат за градоначалник, додека за советници има листи во 16 општини. Во близината на градот Калви Резорта северно од Неапол беше откриена джинавска депонија каде што илегално беше фрлено хемиски отпад. Големината на депонијата изнесува околу 30 фудбалски игралишта и во депонијата се закопани вреќи и буриња полни со милиони метри кубни отровен отпад. Бурињата полни со хемиски отпад беа откриени по испарувањето на отпадот на површината. Најмалку 140 лица се уапсени во Братислава по насилствата кои извија после протестот против имигрантите и квотата на Европската Унија за бројот на мигранти кои Словачка треба да ги прими. Илјадници луѓе протестираа вчера во Братислава против имигрантите. Протестот беше организиран од антиисламското движење во Братислава, а учествуваа над 8.000 лица. Перо Антич, првиот македонец во НБА кошаркарската лига, нема да игра за Македонија на престојното европско првенство, кое ќе се одржи во септември. Единствениот македонец во НБА лигата, Перо Антич, за српските медиуми изјавил дека нема да игра за македонската репрезентација на престојното европско првенство. Не, нема да играм. Веќе во години сум и мислам дека ова европско првенство треба да го изиграат момците кои тоа го заслужија, оние кои што го изборија тоа, изјавил Антич. Инаку тој се најде на списокот на селекторот Джикич, објавен вчера, заедно со Илиевски, Чековски, Мекејлеп и Самарџиски, кои исто како и Антич не настапија во квалификациите. Досега на располагање на селекторот Александар Джикич искажаа Владо Илиевски и Предраг Самарџиски. На Евробаскетот 2015 македонските кошаркари ќе бидат во групата С во Загреб, заедно со балканските ривали Хрватска, Словенија и Грција и селекциите на Грузија и Холандија. За Македонија ова представува четврто европско првенство поред,
по настапите во Полска 2009, Литванија 2011 и Словенија 2013, односно вкупно пето во историјата по првенството во Франција во 1999 година. Европското првенство во Евробаскет го организираат 4 држави: Франција, Германија, Хрватска и Летонија. Ова беше се во ова издание на Дневникот. Имајте пријатна вечер и успешен старт на новата работна недела.